Што стои зад мистериозната насмевка на граница додека му ставаат лисици на рацете и насмевката по одлуката наместо во шутка Артан Груби да замине дома во куќен притвор, одлуката на обвинителството да му одреди поблага мерка на бараниот со потерница, екс-вице-премиер и еден од најмоćните луѓе од претходната власт, само ги потхрани теориите на заговор и прашањето кој би бил мотивот по 14 месеци бегство, тој да се врати во Македонија. Теории има многу, од тоа дека ова му е еден од последните обиди да ги искористи своите инсталации во судството и обвинителството пред нејавените корените смени во правосудството, преку тоа дека притисокот дошол од Ахмети за да ја врати дуи во живот, преку во наводници прочестување на партијата со странска помош, па до тоа дека притисокот од странците врз Еди Рама и Албин Курти ги натерале Албанија и Косово да му откажат гостопримство. Многу теории, но малку одговори. Во игра и теоријата дека поранешниот прв вице-премиер, кој палеше и гасеше за време на владењето на СДСМ и ДУИ, бил подготвен да пропее, индици кои би допреле дури до Зоран Заев или Али Ахмети. Според политичкиот аналитичар Љулјзин Фаризи, ова е само очајнички обид на Груби ако може некако да се спаси, но и покажува дека притисоци постоеле и кои оние кои го чувале минативе 14 месеци. Во Албанија не можеше тој таму да најверојатно да се крие долго време. Имајќи предвид дека и во Албанија не му се сјајни деновите на Еди Рама, имајќи голем притисок што има заради криминал и корупција во таа држава. Реформите што се во дослед во нашата држава, исклучиво со новото назначување на јавниот обвинител, мислам дека ќе му ги отежнат работите. Претпоставувам дека и тоа му била целта да дојде порано. Сепак, кој да е мотивот, тешко е дека Артан Груби ќе помине лесно или ќе се спаси, бидејќи покрај тоа што е случај со политичар од висок профил, станува збори за сомнежи за висок профил на криминал. Според Фаризи, целосно нелогично е власта да има некаков договор со Груби, бидејќи тоа никако не ја одговара, бидејќи екс првиот вице-премиер веќе воопшто не е никаков фактор. Нашата цел како граѓани беше да го видиме Артан Груби пред органите во државата, за тој да даде објаснување, односно да се прекрстат фактите, аргументите на двете страни. И многу е важно што моментално во нашата држава се предаде. Гледаме дека многу политички партии почна да го препукнуваат, односно на тоа дека власта е договорена со Артан Груби. Јас мислам дека власта нема никаков корист да се договори со Артан Груби, бидејќи Артан Груби веќе не е политички фактор во државата. Инаку титулата осомничен во моментов ја има само во случајот со набавката на апарати во лотарија, криминал вреден 8 милиони евра, но сепак листата на дела против поранешниот прв вице-премиер може да стане многу поголема, посебно ако се има в предвид дека тој се наоѓа на американската црна листа, токму поради мешање во судски одлуки.